За 8-та генерација на серијата 5 BMW подготви 3 погони. Тоа е електричниот, плагин хибрид и мотори со внатрешно согорување кои до душа имаат електрична поддршка, благ хибрид. Ние сме предницата на моделот i40, електричен модел кој се разликува само во маската, бидејќи не треба многу ладење на електричниот мотор. Оваа маска е варијабилна. Обично е затворена, но кога треба ладење, таа се отвора. Бубрезите се намалени и сега изгледаат спортски, додека светлата и браникот се во форма пуританска. Нема многу разигрување на линиите. Целиот дизајн на BMW е пуритански. Оваа каросерија, 7 каросеријата се одликува и со зголемени димензии кои сега се над 5 метра. Тоа значи дека има многу повеќе простор во внатрешноста. Иако е електрична верзија i40 има само за 40 литра помал гепек од класичната. 500 литра е капацитетот на багажникот, но на електричната е 460. Околу надворешниот изглед не треба многу да се зборува, бидејќи е акцентиран со спортски изглед и динамичен изглед, но сепак потсетува на вистинска лимузина. Внатрешноста на BMW серија 5 е нешто посебно. На почетокот на оваа година ја тестиравме BMW серија 7, а сега сме во петката. Зошто ја спомнувам серија 7? Затоа што во внатрешноста на новата серија 5 се осеќа чувството како да сте во далеку поголемата седумка. По димензии меѓу тројка и седумка, петката сепак во внатрешноста дава едно посебно чувство. Ја имаме вообичаената перспектива за возачот, два споени монитори, едниот од 12,7, другиот од 14,3 инчи, кои ја имаат сета потребна инфозабавна функција, но и сите системи кои му се на помош на возачот. Просторот за возачот е навистина одличен. Ми се допаѓа што формата на воланот е спортска, посебно затоа што е долниот дел пресечен, но на раце легнува многу добро. Во внатрешноста се забележуваат одлични материјали. BMW оваа внатрешност ја нарекува веганска. Овој нутриционистички израз е аплициран затоа што не се користи никаков материјал со потекло од животни. Квалитетот на изработката на материјалот, иако е вештачки, е на висина на природните, односно на кожата. Ја има сета онаа префинетост и чувство кое би имале и со кожен ентериер. Амбиенталното осветлување е исто така за пофалба. Дури и во денски услови се забележува дека амбиенталното осветлување е функционално, а со него можете да се играте, бидејќи овозможени се повеќе бои и повеќе мотиви. Исто паралела со серијата 7 се е употребата на луксузен кристал во внатрешноста, како што е за овој клизен прекинувач или за селекторот за менувачот. Дури има и место за индукционо полнење, односно бежично полнење на два мобилни апарати. Се чувствувате како да сте во вселенски брод. Толку беше околу внатрешноста на серија 7 што се однесува до возачка перспектива. Вредно е да почнеме да ја возиме. Желбата да ја возам петката
беше преголема, но за малку ќе заборавив да седнам на задната клупа. Веднаш со влегувањето се забележува напредок од претходната серија 5, бидејќи во неа, кога влегувавте на задната клупа, моравте добро да се наведнете за да не удрите главата. Сега тоа е надминато. Возачкото седиште е наместено јас како што седам, а има огромен простор за колениците и воопшто на сите страни. Чувството е прекрасно. На централниот гребен, осем дифузорите за воздух, имате и команди за клима уредот. Bauer Wilkins системот е одличен што се однесува до озвучувањето, а во самиот столб има уште еден дифузор за вентилацијата, што е навистина добра солуција, бидејќи ви дава максимален учинок на климатизацијата. На задниот дел имате уште и 4 USB-C приклучоци, така да на задната клупа можете да бидете опуштени и да си ја работите вашата работа. Сепак, BMW серија 5 е омилена бизнис лимузина. Новата генерација на BMW серија 5 има две електрични извадби. Едната е i40, додека другата е M60. Разликата меѓу нив е и во силата и во моторите. i40 има мотор на задната оска. Тој располага со 350 конски сили, 400 Нм и има исто напојување како и посилната M60 верзија. Напојувањето е од 81 киловат-часовна батерија од нето капацитет. Од истата батерија се напојува и M60 кој има два мотори, едниот на едната, другиот на другата оска и се разбира погон на сите 4 тркала. Тој има вкупна сила од 600 конски сили и мамутски 800 Нм. Јас се наоѓам за управувачот на верзијата i40, која има погон на задните тркала. Незините 350 конски сили се и повеќе од доволни да пружат извонредно возачко искуство. Самата ергономија на седење, поставеноста на воланот, но и чувството кое го добивате од целиот механички склоп е извонредно. Она како што очекува секој од BMW. Подпирањето е скроено да се справи со сите предизвици кои може да ве најдат на пат, а она што е зголемена тежината на електричните верзии не влијае во агилноста, ниту пак во возните својства. Управувањето е извонредно. Кога ќе претерате со брзината, ја чувствувате тежината на возилото, но тоа е како залепено за асфалтот. Бескомпромисно се однесува, па дури и задниот дел при голема брзина во свиок малку да ве фрли, да се случи она подуправување што се случува на сите возила кои имаат погон на задните тркала, можете многу лесно да го скротите. Чувството на воланот и запоставеноста на каросеријата е врвна. Како да возите М модел на BMW. Навистина сум многу пријатно изненаден. До сега имам возено 3 возила електрични на BMW, тоа е i4, сега i5, пред неколку месеци ја возев и i7. И можам да кажам дека BMW е единствениот производител на електрични автомобили, чии електрични автомобили изгледаат идентично како класичните, односно како моделите што имаат мотори на внатрешно согорување. Тој потег е многу добар, бидејќи возачите сакаат да се идентификуваат со своите автомобили.
Оно што се чувствува во возењето на i5 и на останатите изведби на серија 5 е доминирањето на електрониката. Зборувам на онаа електроника која му помага на возачот, но и му го олеснува возењето. Но таа знае да биде многу здодевна. Да кажеме, доколку возите со нешто поголема брзина од дозволената, а таа многу лесно автомобилот ја чита преку своите сензори, цело време добивате опомена со звучен сигнал. Тоа во секојдневното користење или ќе се помирите со тоа, или ќе морате да го исклучувате. Но, доколку го исклучите системот за опоменување, треба да сте свесни дека после секое исклучување на автомобилот повторно се враќаат фабричките дотерувања. Тоа знае да биде сизифова работа. Што се однесува до потрошувачката, во просечната потрошувачка на i40 е 16,8 киловат-часови. Го слушате звукот на автомобилот кој ме опоменува дека возам побрзо од дозволеното. Аз возам само 3 км на час побрзо од дозволеното. Да се вратам на потрошувачката. Батеријата од 81 киловат-час овозможува автономија поголема од 600 километри, што е одлично достигнување. BMW е горд и тоа го истакнува дека батериите самиот ги модулира и ги склопува, а не ги купува од убавувачи како готов производ. Па тоа овозможува да се направи еден сосема поинаков и хардвер и софтвер, како и менеджмент на батеријата која може да издржи повеќе од 600 километри. Во Македонија цената на BMW i5 и Drive 40 почнува од 89.000 евра. Добро е познато дека кај сите премиум автомобили цената на дополнителната опрема може и за повеќе од 50% да ја зголеми основната цена. Таков случај е и со тестираниот модел. Навистина е одлично, да не кажам богато опремен, а тој во Македонија ќе чини 110.000 евра. Многу ми е жал што со BMW серија 5 не можев да поминам повеќе километри. Нашата рута беше долга 380 километри, во која ги почувствувавме сите благодети на електричните возила на BMW. Се разбира, времето е ограничено, а за сите остварувања кои се вградени во серија 5 може да се направат неколку епизоди од автомагазин. Но во овој момент нема да се занимаваме со тоа. BMW серија 5 во својата 8 генерација покажува и докажува дека ќе остане најпосакувана бизнис лимузина во сегментот. Таа е скроена и направена не само да уживате во неа, туку и да го пробудите тигарот во себе. Зборам на возачкиот тигар, без оглед дали станува збор за електрична верзија или пак за верзија со мотори со внатрешно согорување. Тоа беше се што подготвивме за денешното издание на Автомагазин. Се надевам дека уживавте. Ви благодарам и се гледаме за 7 дена. До гледање.